11 часот и 30 минути, точно време за да започнеме уште едно ново издание на Квадрат. Јас ви посакувам топло добре дојде во него. И за денес подготвивме одлични теми кои ќе ви помогнат во уредувањето и декорирањето на вашиот простор, а за што конкретно зборуваме следниве 30 на минути дознавате во краткиот преглед на денешното издание. Редовно отварам секој издание вака. Еве што ќе гледате во новиот Квадрат. Во новиот Квадрат ќе гледате: зошто винилен под? Како да уредите walk-in гардеробер? Кога е време за промена на мебелот? И што со зидовите? Останете тука. По рекламите почнува новиот Квадрат. Акрон. Секој детал е важен. Модерен дизајн кој го прочистува воздухот од PM2,5 и PM10 чистички. Полен го редуцира чадот од цигари, бактерии, вируси, хемикалии. Веникс МК за здрав живот и чист воздух. Во претходните изданија на Квадрат малку повеќе време одвоивме за уредување на собата за спиење, собата за одмор, односно спалната соба. Но таа освен што е и соба за спиење, таа е и соба каде што ги чувате потребните лични работи, односно ја чувате гардеробата, и затоа и неколку пати обрнавме внимание на еден главен елемент во уредувањето на спалните соби, а тоа е гардероберот. Но сепак доколку сте од оние кои што имаат доста гардероба на располагање, а имаат и дополнителен простор, можеби сакате и верувам дека уживате во оние плакари кои ги гледате можеби и по филмовите, а веќе се поактуелни и кај нас, односно цела просторија една мала за плакар, односно веќе уште повеќе наречени и соба плакар или walk-in гардеробер. За нив зборуваме во прилогот кој следува во продолжение. Уживајте, има што да се види. Соба плакарите, утилити или можеби ги препознавате како walk-in гардеробери, стануваат се почесто составен дел од модерниот дом. Наместо класични гардеробери, одлично решение за замена се сите оние кои имаат доволно простор или практично може да го реорганизираат постојаниот простор. Инсталирање на гардеробер во кој може да се прошетате, да одберете што сакате да облечете, организирано да чувате многу повеќе облека, чевли, чанти и други модни додатоци. Современото домување наметнува размислување за практичност, удобност, максимално користење на просторот, а со тоа и можност за воведување на гардероба или плакар соба. За сите оние кои се во фаза на дизајнирање на сопствен дом, препорачуваме да го испланирате овој корисен простор во спалната соба. Добрата вест е дека колку и да сте убедени во спротивното, не ви се неопходни огромни квадратури за во нив да вметнете ваков плакар. Според она што го дознаваме од искуството на нашите стручни соработници од Акрон, со кои се консултиравме за денешнава тема, дури и во помали квадратури изводливо е да се изведе ваков тип на плакар, затоа што по потреба тој може да не зафаќа повеќе од неколку метри квадратни. Чест е примерот дури и да се преуредуваат станови за да се создаде дополнителен простор. Како и да е, архитектите и дизајнерите секогаш излегуваат со решение и наоѓаат 2-3 квадрата повеќе за да создадат гардероба според вашите потреби. Дел од нив гледате и додека трае овој прилог, кој се надеваме дека е доволно инспиративен за вас. Димензиите може да бидат различни, а големината зависи од потребите на секоја индивидуа.
Забележавте дека дури и помалите гардероби можат добро да се користат, бидејќи покрај големината, важни фактори на употребливост се и висината на просторот, како и организацијата на елементите. Постојат многу придобивки од вградување на ваков тип плакар во вашиот дом, а ние во интерес на времето ќе споделиме со вас само 4 основни. Пред се, овие гардеробери успеваат во себе да ја соберат целата облека, честопати дури и чевлите и чантите, така што нема причина да размислувате за простор за складирање работи надвор од сезоната, а нема ниту постојано да имате стуткана облека поради недостатокот од простор. Гардеробата во ваквиот тип плакари не е толку преполна како во обичните, бидејќи нема потреба да ја свиткувате и редите така што да се вклопи во длабочината или висината на расположливиот простор. Утилити гардероберот често служи и како соблекувална, односно како домашна соблекувална што го прави остатокот од куќата среден и чист, бидејќи нема расфрлани работи наоколу. Овој плакар е идеален за да го сокрие нередот од облека и да ја остави зад себе спалната соба чиста. А вие да не мора секогаш да бидете робови на чистењето и да размислувате за тоа кога можеби сте со ограничено време. Иако можеби првично не размислувате за овој фактор при правење на walk-in гардеробер, сепак добро е да знаете дека овој дел од просторот ја зголемува цената на станот во случај на изнајмување или продажба. Во зависност од просторот, обликот и потребите на сопственикот постојат различни видови на гардеробери. Тие меѓу себе се разликуваат по нивниот визуелен изглед пред се. Целосно отворените полици се претежно метални завртки фиксирани на подот и таванот. Покрај полиците и висечкиот простор генерално се обезбедуваат и фиоки од различна големина за чување на мали парчиња облека или додатоци како што се ремени или вратоврски. За полесно одржување задниот дел од плакарите претежно се обложени од дрво. Влезот во ваквиот тип гардеробери обично се големи лицгачки врати. Неизбежен елемент на било кој гардеробер е големо огледало што може да се стави на вратата или во внатрешноста на утилити гардероберот. Сепак се е прашање на потреба, вкус, избор, простор со кој располагате. А убавата страна е дека ова е просторија која се уредува по нарачка и вие го имате крајниот збор, кога станува збор за изгледот и организацијата на ваквиот плакар. Така што имате целосно одврзани раце за од него да направите супер функционално катче, кое ќе ја чува вашата гардероба. Верувам дека ви се допадна идејата, а се надевам дека и помогнавме со инспиративните видеа кои ги гледавте пред малку. А ние продолжуваме со следната тема. Редовно во сите овие сезони на Квадрат ве учиме како правилно да одберете мебел за вашиот дом или работен простор, кој што ќе трае доволно долго и кој што ќе остане квалитетен. Ве учиме како да го одберете правилно, како да го препознаете, како можеби да заштедите, на што смеете, а на што не смеете да се заштедите. Но како и во еден период доаѓа време кога е идеално време за промена на мебелот, затоа што тој е веќе дотраен, независно од тоа колку скапо сте го платиле, колку во него сте инвестирале или колку е тој квалитетен. Кога е време за промена на мебелот, како да го препознаете и кога веќе е време да купите ново парче и да го замените старото, дознавате во краткиот прилог кој што следува во продолжение. Одиме кај нашите пријатели од All for Home кои ќе ни откријат кога да го промените мебелот во домот. Факт е дека има парчиња мебел кои преживеале со векови. Да не беше така, денес немаше да имаме продавници за антиквитети. Но дали нашиот мебел ќе трае толку долго? Реалноста е дека веројатно нема. И дали всушност сакаме постојано да бидеме обкружени со дотројан, истрошен и стар мебел? Одговорот и на ова прашање е веројатно не. Иако мебелот нема рок на траење, како што е на пример храната, повеќето луѓе секако не го купуваат со план дека ќе трае вечно. Промената на вкусовите, како и трендовите, доведува до тоа луѓето да сакаат да живеат во иста средина и да седат на иста софа. Па затоа повремено сакаат да го освежат својот мебел и местото каде што живеат. Иако е тешко точно да се утврди кога мебелот дал се што имал и кога е време да се купи нов, во овој прилог со помош на нашите стручни соработници од All for Home, ќе ви откриеме колку е просечен животен век на одредени парчиња мебел што ги имате во вашиот дом и после колку би било добро истите да ги промените. Секако одговорот на ова прашање зависи од многу услови, првенствено од тоа каков мебел сте одбрале.
Доколку сте внимателни при изборот и купувате од реномирани произведувачи, вие сте го исполниле првиот и основен предуслов за мебелот во домот да трае долго и да остане во иста состојба во која сте го купиле. Следно е начинот на кој го одржувате. Дури и најдобриот мебел ќе подлегне на предизвиците на времето доколку вие не дадете се од себе да го забавите тој процес со правилно одржување според препораките на производителот. Колку ќе трае мебелот зависи од тоа колку и како го употребувате и од ред други фактори, но сепак постои одреден просек креиран според искуствена практика. Например, душекот за спиење најчесто треба да го промените на секој 10 години за да ја извршува својата функција најдобро што може. Постои просек и кога станува збор за лежаите, иако повеќето од нив траат помеѓу 7 и 15 години. Времето за нов доаѓа кога тој полека почнува да пропаѓа. Може да се случи да се појави вдлабнатина, да попушти или едноставно да не биде толку пријатно спиењето и лежењето како порано. Квалитетниот кревет во секој случај треба да трае околу 15 години според она што искуствено го велат нашите стручни соработници. Софата е веројатно едно од оние парчиња мебел на кои ќе обрнете најмногу внимание при изборот. Би рекла повеќе естетски, барем според она што секојдневно го гледаме, но исто така ова е едно од најтрајните. Кога се направени софите од најквалитетни материјали, независно дали станува збор за аголна гарнитура или пак сет од тросет, двосет и фотелја, и секако доколку се одржаваат правилно, може да траат и до 20 години. Пожелно е почесто да ги менувате декоративните парчиња на нив и од естетски аспект, но и затоа што и нивниот животен век е значително помал. Дрвениот мебел нема одредено просечен животен век, но за некоја деценија колку и да внимавате низ секојдневието, сигурно ќе се оштети и како таков ќе биде погоден за промена. Сушност, промените се и добри. Не мора да чекате мебелот комплетно да се распадне за да внесете нешто ново во својот животен простор. Се менуваат и вашите вкусови, и вашите навики, и вашите потреби. Па сите тие налагаат и промени кои ќе го освежат вашиот дом и ќе го направат уште поубаво место за живот. И ќе завршиме со она што зазема најголема површина од нашиот животен простор, а тоа се секако зидовите и подовите. Тие се исто така многу важни како ќе ги уредите и треба да инвестирате и да вложите во нив затоа што тие не се менуваат секојдневно, не се менуваат секоја сезона и можеби треба да бидат тренди, меѓутоа и треба да бидат класични за да го задржат и да го следат стилот на остатокот од уредувањето. За почеток ќе ви откриеме уште еден тип на под, односно винилните подови, ќе ви ги откриеме нивните карактеристики, нивните предности, нивните мани можеби доколку ги имаат и тоа низ разговорот со нашите стручни соработници од Lavcommerce, а веднаш потоа и следува прилогот со кој ќе ви помогнеме да ги декорирате зидовите и да ги направите еден вид декорација во вашиот дом. Уживајте во она што следува. Она што е веќе децении светски тренд и најчесто избирано подно решение за канцеларии и работни простории, а станува се поактуелен избор и кај нас, се винилните подови. Спектарот на винилни подни решенија е многу броен. Хомогени, хетерогени винили и LVT. Секој од овие со посебни карактеристики кои го прават идеално решение за простории со различни намени и во различни индустрии, како и за модерно и практично решение во вашите домови. Повеќе на оваа тема со Дејан Ѓорѓевски од Lavcommerce. Хетерогените винилни подови се решение погодно за сите видови на објекти. Тие се погодни и за стамбени објекти и за големи комерцијални објекти со висока фреквенција на движење, како што се училишта и болници. Овој тип на винилен под се состои од неколку слоеви и може да го изберете во најразновидни варијанти на дизајн, благодарение на иновативната технологија за површинска обработка. А воедно тие се и акустичен изолатор, благодарение на еден слој со посебна пена, што го намалува преносот на звук и многу добро ги абсорбира ударите врз подот. Хомогените винилни подови од друга страна се солидни и многу отпорни решенија за области со голема фреквенција на движење. А поради нивната издржливост и леснотија на чистење, тие се особено препорачани за здравствените и образовните институции. Тие се состојат од еден слој винил и се поставуваат со лепење на долната обвивка на подот, а заварувањето служи за да се обезбеди оптимална хигиена и долговечност. LVT е сублимат на најдобрите карактеристики на хомогените и хетерогените винилни подови.
кое е достапно во форма на табли или штици во широк спектар на модели, бои и стилови, а модуларноста нуди можност за различни комбинации. LVT може да се инсталира на повеќе различни начини, со лепење, добар избор за области со голем собраќај, голема фреквенција, значи, инсталација со лабава поставеност, погодна за брзо обновување и клик систем за инсталација без лепење. Подот се третира со топ клин површина за заштита за полесно одржување и дополнителна отпорност на абење, гребнатини и дамки. Изберете винилен под за вашите простории, бидејќи е ултра траен и издржлив. 34-та класа на под за високофреквентни простории. Водоотпорен е. Новите генерации на винилни подови имаат подобрена површинска заштитна формула Extreme Protect, која не само што ја задржува нечистотијата на површината, туку обезбедува и непропустливост на вода, како и резистентност на трошење на површинскиот слој. Поради оваа одлика, тие се погодни за луксузни објекти, каде се очекува газење со високи подпетици, за ресторани на планина, каде што луѓето ќе носат снег, или пак хотели и ресторани во близина на плажа, каде што луѓето носат влага и песок, како и за домови со мали куќни миленици. Винилот е лесен и практичен за одржување, чистење и целосна дезинфекција. Винилниот под е звучен изолатор, го редуцира звукот во просторот 2 пати подобро од другите видови подови. Тоа е економично решение за секоја просторија во вашиот дом. Доаѓа во колекција во различни форми и бои. Од имитација на дрво и камен па се до стилови на португалски, авзолеј и апстрактни геометриски форми. Најголем дел од винилните подови се погодни за поставување врз подно грејење и нивниот композитен состав ги прави едни од најдобрите спроводници на топлина, што ја максимизира искористеноста на подното грејење, при тоа минимизирајќи ги трошоците. Последно, но не помалку важно, винилот е под кој е 100% погоден за рециклирање. Моментално на пазарот постојат голем број на различни колекции на винилни подови кои доаѓаат во различни формати, во ролна, во коцки и даски, налик на ламинатите. Тоа понатаму диктира и начин на поставување на винилниот под, најчесто со лепење, но има и одредени модели кои дозволуваат монтажа на клик систем. Сепак, кога зборуваме за монтажата на винилните подови, неминовно е да се напомене еден од недостатоците, ако не и единствен, а тоа е дека бараат идеално рамна подлога за поставување, односно се поставуваат исклучиво врз олма маса. Иновативноста и развојот, базиран на истражување во индустријата на подови, овозможуваат винилните подови во секоја нова генерација да се стремат кон идеалност. Имено од неодамна на пазарот представени се и SPC подовите, иновативна композиција на винил и камен варовник. По карактеристики, овие подови се моментално најиздржливи подови и гарантирано 100% водоотпорни. SPC е кратенка која значи хибридни подни решенија со премиум карактеристики. Иновацијата на винилни подови со дебелина 4 мм, чија подлога е изработена од комбинација на винил и камен варовник, се ултраиздржливи, водоотпорни и погодни за поставување врз подно грејење. SPC се идеално решение за секоја просторија, дневна, спална, кујна, бања, како и за маркети, кафетерии и други места подложни на вода. SPC подовите се композиција на 3 слоеви: површински транспарентен слој, тестиран и рангиран со висока AC432 класа, кој обезбедува резистентност на дамки и гребнатини, винилен слој кој покрај бојата и текстурата придодава кон карактеристиката за водоотпорност на подот. SPC јадро, комбинација на прав од камен, варовник и стабилизатор кој креира слој кој создава една висока стабилност и во предности на SPC подовите. Како што напоменавме претходно, SPC подовите се новитетот производ во подната индустрија, кој за кратко време освојува голема популарност. Еве некои од предностите што ги прават овие подови толку популарни. Тие се 100% водоотпорни. SPC подовите се целосно водоотпорни, што ги прави ултра погодни за поставување во простории подлежни на влага, како што се супермаркети, кафетерии, но и во бањата и кујната. Неверојатно се стабилни и трајни. Се карактеризираат со максимална стабилност и цврстина,
Густината на композитот од камен варовник и поливинил ги прави резистентни на оштетување од прекумерна тежина и притисок. Исто така површински, еспици-подовите се отпорни на гребнатинки и дамкање, што ги прави идеално решение за простории со висока фреквенција на движење. Стабилноста е уште една важна карактеристика на овие подови и истите може да се инсталираат во простории осетливи на влага и температурни вариации. Тие се и пријател на здравјето и животната средина. Еспици подовите се најновиот додаток во колекцијата винилни подови, решение кое не содржи никакви пластификати или формалдехиди, што го прави целосно безбеден за деца и домашни миленичиња. Исто така, варовникот кој е во состав на еспицито е со многу ниски емисии на јаглерод диоксид. Еспици се поставуваат со помош на клик систем, што ги прави многу полесни за поставување отколку винилот кој се лепи, погодни се за поставување врз стари или многу малку нерамни површини. Еспици подовите се лесни за чистење и одржување, се одржуваат едноставно со чогирање, со вода и детергент, без притоа да го отстранувате вишокот на влажност од површината. Подот исто така е хипоалергенски, не абсорбира прашина, што го прави одличен за луѓе со астма и алергии. Во вариации на бои и дизајни, голем дел имитации на дрво и со поволна цена за производот што го добивате. Еспици подовите се примамливо решение кога ви треба под на кој можете да му верувате. Некои луѓе имаат природна дарба и око за дизајн. Но ако сте повеќе во групата на оние кои не можат да направат ништо без консултација со одбор пред да направат по некоја голема промена, ние ќе ви предложиме неколку идеи. Секој од нас би сакал да има дизајнер на интериери пред да одлучи каде и како да бидат поставени елементите во било кој од нашите домови или работните простори. Кога станува збор за уредување, ние одлучивме со вас да споделиме неколку интересни идеи, со кои ќе се обидеме да ви помогнеме околу сите ваши потреби за декорација. Една од главните проблематики, но и онаа која е најактуелна во моментот, е модерната позадина. Модерната позадина може да звучи како оксиморон ако ги поврзете зидните покривки со некој застарен, запуштен, невозможен тапет, кој изгледа како да сте го одлепиле од старата куќа на вашата баба. Но дизајнерската индустрија воопшто истовремено ги олабавува и прифаќа носталгиите. Како и да е, златното мото правило во однос на позадината при уредување гласи: се што е старо е ново. Научете како да ја освежите старата позадина со неколку паметни стилски совети и да добиете инспирација од старите дневни соби на вашата баба. Првиот чекор кој треба да го направите е да изберете повторувачки мотив. Одберете некои мотиви кои ќе ве потсетуваат на детството, но истовремено ќе имаат и мотив на она што ќе го оживеете и доживувањето во моментот. Спарени во традиционална памучна постелнина или ултрамодерна сребрена ламба со печурки, ваквата калеодоскопска позадина во спалната соба и пања заедно со мермерна суета, модерна светлосна опрема и рамка без огледало. Сето тоа го доловува вистинскиот сјај на омбре позадина, односно моментот на самрак, кога светлината почнува полека да исчезнува. Пробајте го и тоналниот тренд. Два збора го опишуваат ваквиот момент. Тонска совршеност. Пастелните бои биле и ќе останат на врвот на трендовите на бои, кога станува збор за уредување на просторот. Кој не би посакал да влезе во тој мек, убав розов свет. Розовиот кварц не само што совршено ќе му прилега на вашиот дом, туку и ќе му даде слика на Дизни бајка од цртаните филмови. И уметничките дела се секогаш пожелни. Вие не треба да го покриете целиот зид за да доловите некаков ефект. Всушност, врамувањето на вашата омилена слика може да биде повеќе прифатлива или помалку трудоинтензивна опција. Можете да одберете некој дел од старата позадина и да прикачите само една рамка, а тоа ќе му даде епитет на памтивеки нешто кое се врежало во вашето сеќавање одамна. Дадете фокус и на современиот акцент. Несомнено е дека фокусот кон современите елементи е огромен. Акцентот е со сигурност ставен на современо уредување и најсовремени елементи и позадини, но сепак веќе погоре споменавме дека и старото е ново, па затоа можете да одберете старата позадина и на неа да додадете неколку нови акценти, па сето тоа да изгледа сосема ново и забавно, во кое поминувате најголем дел од денот, да биде вистинско место за уживање.
светот, создаден според потребите на возрастните, двама лечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Канапелет, затоа што има ниска потрошувачка, висока технологија и ефикасност, гаранција и енергетска ознака. Фрико, ние не правиме само печки, ние го правиме животот подобар. Модерен дизајн кој го прочистува воздухот од PM2,5 и PM10 чистички. Полен го редуцира чадот од цигари, бактерии, вируси, хемикалии. Веникс МК за здрав живот и чист воздух. Со оваа тема заокружуваме уште едно издание на Квадрат. Се надевам дека бевме доволно инспиративни, но и доволно интересни за да ве предизвикаме да бидете повторно со нас и наредното издание на Квадрат. А наредното издание, како и секогаш, како што веќе знаете, во доброт познатиот термин. Недела 11 часот и 30 минути ние сме повторно на Алфа, до тогаш уживајте во остатокот од денот и остатокот од викендот. Пријатно од мене.